Здраво, еве повторно сме во нашата училница. Овој пат имаме час за прво оделение, така? Оделение македонски јазик. Македонски јазик. Добар ден, учителке. Добар ден. Може прво да ја пуштиме нашата презентација. Пред да започнеме со презентацијата, да ве запрашам нешто. Дали ви одите во зоолошка градина? Да, Одиме, да. Сте биле во зоолошка градина? јас не сум била. Јас сум. А кои животни ги забележа таму во зоолошката градина? Има секакви, има тигри, лавови, мајмуни, патки, лебеди, има козички. Така, срни. многу животни. Има. А како се однесуваат? Тие разговараат меѓу себе животните? Тие што имаат друштво, да, но меѓутоа има и некои што немаат друштво и за нив само ми беше многу жал. Жал ти беше дека не разговараат Па меѓу нема себе. со кога да разговараат. А ти разговараше со нив? Па пробував, ама мислам дека не ме разбираат. Така, животните не го зборуваат нашиот јазик. Па изгледа Меѓутоа, во приказните, некогаш тие умеат да разговараат. Тие се однесуваат како луѓе и нивните особини ги покажуваат. Значи, некои позитивни особини кај луѓето, некои негативни особини. Тие кратки текстови, тие кратки приказни се нарекуваат басни. Басни, да. Така, денеска ќе прочитаме една прекрасна песна која се вика Штркот и лисицата. Веднаш. Штркот и лисицата. Опа. Еве сме. Ете го. Уште еднаш. Лисицата и Штркот биле добри пријатели. Еден ден лисицата го сретнала Штркот и му рекла: "Те молам, драг пријателе, дојди вечерва на вечера во мојата куќа. Ке направам вкусна чорба." "О, ти благодарам, драга пријателке. Многу сакам чорби. Со задоволство ќе дојдам на гости." Момент. Мислиш ли дека, што мислите вие, што ќе се случи понатака? Па во приказните лисицата секогаш е итра. Така, ама што ќе се случи? Што мислите ќе дојде волкот на гости кај лисицата, ќе дојде на гости кај Штркот кај лисицата, што ќе се случи? Кој не сака бесплатна чорба, јас би отишол. Така. Ајде да видиме што на вистина се случило. Штркот се приближуваше кон куќата на лисицата и можеше да мириса вкусна чорба. "Чорбата мириса прекрасно", си мислеше Штркот. "Ти благодарам што дојде", рече лисицата. Тогаш вкусната чорба ја тури во плитките чинии. Лисицата јадеше многу брзо, но Штркот не можеше да јаде со својот дол клун. Лисицата тоа го забележа и рече: "О, зарем не ти се допаѓа чорбата? Јас ќе го изедам и твојот дел." Кутриот Штрк си отиде дома гладен и луд. По неколку дена Штркот и рече на лисицата: "Лиске, сега е мој ред, јас да те поканам на вечера." Лисицата беше среќна што ја доби поканата за вечера. Што мислите? Што ќе се случи понатака? Па сега може истото да се случи, Штркот да ја даде некоја храна што може само со клун да се јаде. Така, Цвенче, што размислиш? Не знам, јас си велам, а може би и тоа, може би и само не знам. Не знам, стварно, навистина немам идеја. Ајде да видиме што ќе се Ајде. случи понатака. Вечерта лисицата отиде кај Штркот и уште од вратата викна: "Ти благодарам на поканата, драг пријателе." А Штркот рече: "Ти благодарам тебе што дојде. Јас веднаш ќе донесам од чорбата. Сигурно си гладна." Штркот донесе чорба во 2 стомни. "Повели од чорбата, Лиске," рече и ја стави стомната со висок и тесен отвор пред лисицата. Штркот ја изел брзо својата чорба и ја погледнал лисицата. Нејзината уста не можеше да дојде до чорбата. Таа си отиде дома гладна и лута. Да се вре. Ви се допадна басната? Апсолутно. А каде се случи? Кои се главни ликови во басната? Главни ликови ни се лисицата и Штркот. Лисицата и Штркот. Така. А каде се случувало настанот? Прво каде се случил настанот? Прво дома кај лисицата, Прво дома кај лисицата, а потоа дома кај Штркот. а потоа дома кај Штркот. Сега да ве прашам, како ви се допадна постапката на лисицата? Па не беше баш добра таа постапка, не беше фино да се направи тоа. Кога веќе некого викаш на гости, ти треба добро да се однесуваш со него, а не да го зафркаваш, да го зезаш. Не знам кој. Да го може би не исмејуваш, знаеше да го исмејуваш. лисицата.
Може би не знаеше? Па да, заборавила дека Штркот има долг клун. А кога ни доаѓаат гости, ние секогаш треба да размислиме како да ги послужиме нив. Да, Дали например- добро размислила лисицата? Да, например, ако ни дојде некој вегетаријанец на гости, треба да имаме некој зеленчук да му дадеме, а не можеме да го служиме со месо, например. Така? би Така, било. значи треба многу добро да размислиме како ќе го послужиме гостинот. Потоа што се случи, што размислуваше потоа Штркот? Потоа Штркот изгледа цело време размислуваше, леле, како сега да ја вратам на лисицава со иста мера. Како да ја вратам на лисицата и што направи Штркот? И врати со иста мера. И Буквално. врати, како ја послужи лисицата? Ја послужи така да не може да јаде. Само со клун некој да може да ја јаде вечерата. Само со клун да ја јаде вечерата, така. И како се чувствуваше тогаш лисицата? Предпоставувам гладно. Гладно и безпомошно. Гладно и безпомошно се чувствуваше. А што мислите, што требаше да направи? Како можеше поинаку да се случи оваа приказна? Што можеше да направи Штркот? Па Штркот можеше да прво да дојде со ова различна чинија што може да се јаде само со клун, а потоа да ја даде и друга чинија да ја покаже како може на друг начин да ја обрне внимание. Се согласувам апсолутно. Да. Така, да. Само за да ја научи лекцијата, лисицата да ја научи лекцијата. А сега кога ќе замислиме дека лисица, дали ова се случува и кај возрастните? Овие особини дали ги имаат некои возрастни, ви се случило некои возрастни така да изреагираат? Или некои дечиња можеби? Може би да. И возрастни и дечиња, да. И возрастни И дечиња, се така се прават. случува тоа често. Ајде вака сега. Значи, ајде да се обидеме, да направиме една поинаква приказна. Ајде. Да се навратиме повторно на презентацијата. Ќе може понова? Да. Ево го. И да се обидеме, еве првата случка да ја направиме малце поинаку. Поред. Да пробаме? Да, еве Аха. Цвајштат веќе размислува, да Ајде. веќе размислува. Да. Лисицата и Штркот биле добри пријатели. Еден ден лисицата го сретнала Штркот и му рекла: "Те молам, драг пријателе, дојде вечерва на вечера во мојата куќа, ќе направам вкусна чорба." Тоа не би го менувал, вкусна чорба. Нека одат Така. пријатели се, нека прават чорба, нека јадат. Ти благодарам, драга пријателка, многу сакам чорби, со задоволство. Оваа страна воопшто не би ја менувал јас. Воопшто не би ја минувала, да видиме понатака. Да. Штркот се приближуваше кон куќата на лисицата и можеше да намириса вкусна чорба. Чорбата мириса прекрасна, си мислеше Штркот. Ти благодарам што дојде, рече лисицата. Тогаш вкусната чорба ја тури во една плитка чинија, во една длабока чинија за Одлично. клон. Лисицата јадеше многу брзо и Штркот можеше да јаде со својот долг клон. Одлично. Лисицата тоа го забележа и рече: Каква е чорбата, пријател? Па, чорбата е многу вкусна и многу ми е драго и ти благодарам што можеше да ме ја ставиш во чинија и да можам да јадам со мојот долг клон. Сега ти мене треба да ме викнеш некогаш на вечера. Чекава следна страница. Да. Штркот си отиде дома сит и среќен. Свиркајки. По неколку дена Штркот и рече на лисицата: "Лиска, сега е мој ред јас да те поканам на вечера." Права Лисицата си. беше среќна што ја доби поканата за вечера. Идам. Вечерта лисицата дојде кај Штркот и уште од врата викна: "Ти благодарам на поканата, драг пријателе." Штркот рече: Ти благодарам тебе што дојде. Јас веднаш ќе донесам од чорбата, сигурно си гладна. И тогаш донесе од чорбата и во две стомни и јас ја погледнав и реков: "Ама јас како ќе јадам од таа стомна?" Па оваа стомна... Аха, да. Враќаме назад. Штркот донесе чорба во една стомна и во една плитка чинија. Така е. Повели од чорбата, Лиски ми рече и јас си реков: "Благодарам." Ја ставив стомната со плиток отвор и почнав мирно и без проблеми да јадам од мојата чорба. Така. И таа си отиде дома сита и среќна. И свиркајки. лисицата. Свиркајки, може. И лисицата и Штркот стана Најдобри пријатели. Најдобри пријатели. Веќе беа добри, ама Така. сега
Сега уште подобро. Сега Најдобри. уште подобри, затоа треба да го негуваме пријателството. И некогаш некој ако сгреши, треба да му укажеме на грешката и да превземеме некоја акција, односно да се однесуваме добро со пријателот, да му посочиме со убави зборови на грешката. Можеби во овој случај, како вие што прекрасно го одглумивте ова, тогаш лисицата и штркот никогаш немаше да се скараат и никогаш ниту едниот, ниту другиот немаше да чувствува тага, огорченост, изиграност, изневереност, некој друго чувство? Многу лошо, негативни тажно. чувства, да. И тие негативни чувства ги заменивме со позитивни чувства во втората приказна, каде вистинското пријателство беше искажано во вашата драматизација. Одлично го направивте тоа, многу ви благодарам за тоа. Како глумци. Како Ви вистински глумци. Сега да ве прашам уште нешто. А басните секогаш кријат некоја порака. Точно. Каква беше пораката во првата басна? Во првата Во бас... вистинската басна. Во вистинската приказна. Ова го имам слушнато. Што ќе си сееш, тоа ќе си жнееш. Што ќе си посееш, тоа ќе си потоа пожнеш. Ако лошо се однесуваш со некој, другите ќе се однесуваат лошо со тебе. Така, Однесувај се друго. добро, за добро да се... Па еве, може тука има некој... Ако послушате се со нив? Како ќе се нагостиш, така ќе те нагостат, пријатели. Што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Еве таа полука Таа на што- Цвајштай. Така. Што ќе надробиш, тоа ќе сркаш. Како ќе постелиш, така ќе легнеш. Така, имате ли некој уште нешто да додадете, уште некоја порака во басната? Па еве, однесувај се добро, за добро да се однесуваат со тебе. Така, однесувај се добро за добро да се однесуваат со тебе. Дали знаете вие некоја друга басна? О, знам многу басни, ама ете, знам една за жилката и зајакот, што се надпреварувале. Како одеше? Почнале да се надпреваруваат, кој побрзо ќе истрча и бидејќи зајакот бил многу брз и бил самоуверен дека ќе победи, почнал да лежи, да не го Да се интересира. одмарал. Се одмара, а жилката била многу упорна и одела и стигнала пред него до целта. Овој се успал. Овој се успал, да. Ох. Заборавил дека има трка. Оф, боже. Добро. Ете уште една, која е тука пулката? Ете, Цвајча, кој е тука пулката? Јас која ја е тука кажав. пулката? Пулката е... Никогаш не. Никој немој да подценуваш. Никого немој да Никој- подценуваш. А- Од некој глас ми го кажа ова. Имавме Вау, помош. Добра полука. Добра полука. Да ве запрашам. Значи, какви карактерни особини символизира зајакот? Зајакот, тоа брз. Самоуверен, Така. не само доверба, самоувереност има. Самоувереност. Да, различно е. Малку арогантен и подценува. Вика, ти жилка си, ти си спора. Аха, а неговата самоувереност беше вистински, докажана со дела? Па не. Бидејќи онако се ја сватеше сериозно работата и ќе победеше, тогаш ќе беше дело, а сега вака на збор како? Тој беше така просто талентиран, натурално талентиран, дека зајак побрзо да оди. Ако Така. немаше тука некоја посветеност и напорен труд. А каква беше жилката? Желката со работа и посветеност. Со работа и со посветеност дојде до резултатот. Со работа и посветеност дојде до целта. Така е. Затоа, драги другарчиња, ќе ви дадам еден совет. Работете, бидете посветени, бидејќи само со посветеност можете да дојдете до вистинската цел. А сега е време и за домашна. Една ваква интересна приказна раскажете на вашето другарче, братче, можеби баба, дедо и извлечете ги поуките. Ви благодарам, учителке. Ние мора да одиме со една кратка джингл пауза и повторно се враќаме со следниот час. Ви благодарам и на вас.